Еколошката ознака во суштина кај нас во Македонија ја немаме, барем на официјално ниво. Ова е еден проект кој што работиме заедно со регионалниот центар, еколошки центар во Скопје и кој што го завршивме при крај, нели? Што значи еколошка ознака? Тоа е познато во светот, европските и светските хотели, зборуваме денеска за хотели, го имаат, многу го имаат. Тоа е една додатна вредност во понудата, хотелската понуда, каде што туристите ја препознаваат. Со тоа имаат зголемување на посети, на ноќевања, поголем туризам и поголем бизнис. Од една страна, од друга страна е додатен дел во брендирањето на самиот хотел. Од еколошки аспект, ако зборуваме, тоа значи употребување или применување на мерки кои што допринесуваат кон заштита на животната средина, а тоа значи оптимално користење на енергијата, на водата, на загревањето и сите оние работи кои што нели се во функција на една редовна работа на еден хотел. Има ли поддршка од државата за воведување еколошки? Поддршката од државата е токму таа која што ја иницииравме ние како Министерство за животна средина, воведување на еколошка ознака. Потеркот на европските држави, особено пример не беше Унгарската агенција за еколошко означување. Поддршката е во тоа што еколошкиот надомест на оние први хотели, први субјекти кои ќе се пријават, ќе бидат ослободени во наредните 3 години. И уште една работа е тоа што самата апликација во барањето, кое што е во суштина задоволување на многу услови во критериумите кои што треба да ги постигнат, ја имаат од Министерството за животна средина, односно тоа го имплементираше регионалниот еколошки центар во Македонија. Кандидати има интерес за воведување еколошки? Има интерес, оваа прилика би сакали да ги поканаме и другите заинтересирани хотелиери од областа на хотелиерството, туризмот да се пријават. Денеска ќе доделиме 4 такви еколошки етикети, односно ќе ги примиме барањата на 4 хотели, тоа се охридски хотели, хотел Лебед, хотел Фламенго, хотел Гранит и хотел Белведер. Уште нешто? Да не заборев. Не знам. А што би бидел ослободени следните 3 години од тој еколошки надоместок што ќе треба да плаќа? Еколошкиот надоместок за екоетикета е пракса во европските држави и во напредниот туризам. Тој се плаќа. Министерството за животна средина ќе формира веднаш после завршување на проектот комисија која што се состои од 9 члена и која што ќе води сметка за исполнување на критериумите, фактички ќе направи некаква ревизија на се она што е направено во апликацијата. Таа комисија може и да побара и некои други додатни. Не се тие додатни, меѓутоа она што не е правилно, да кажеме, според критериумот остварено, ќе побара да се оствари. И ова екоетикета не е еднократна, значи секоја година или секои 3 години ќе се ревидира, исто нешто слично како и другите еколошки дозволи и се она што е реален мониторинг еколошки врз субјектите кои што работат, затоа што тие со нивното функционирање, со нивното работење секогаш испуштаат нешто и што не треба. Значи може и да се одземе? Апсолутно да. Тој законот го пропишува. Давање и одземање на употреба на еколошка ознака. Или, како го викаат европјаните, еко-лейбелинг или еко-етикетирање. Јас сум представник од хотелот Лебед. Честно е што ќе можеме да добиеме ознака на нашиот хотел, еколошка ознака, со цел да ја подобриме нашата услуга за гостите и се надеваме дека ќе биде подобар квалитет и позадоволни гости. Што значи ова за вас? Што треба за да се подготви барање? Комплицирано ли е? Значи ли трошок за компанијата? Значи нема никаков трошок, се тоа значи е контрола на
сите инвентар што го имаме цел инвентар што го имаме во нашиот хотел, почнувајќи од фрижидери, значи централно грејење, само проверка на како функционира хотелот, значи селектирање на отпад, што секако е позитивна страна, значи мора секој хотел да си има селекција на отпадот заради подобра хигиена, значи централното грејење дали е на нафта, струја и тоа топла вода, дали има топла вода. Да, има и други критериуми, не ми текнува сега. Значи од фрижидерите која марка се, дали имаат тоа ознаки, европски ознаки. Собите, значи, дали има во секоја соба грејење, како е спроведено до секоја соба, дали има во секоја соба топла вода, ладна вода, значи, тие работи. Енергетската ефикасност, значи, на што сме соларно грејење, значи, имаме во нашиот хотел. Дали ова дополнително додадена вредност на услугите што ќе ги нуди хотелот, сметате ли дека нормално, на тој начин секој гостин подобри имиджот и да, би требало, значи, нашиот имиджот да порасне на светско ниво, значи да биде познат по тоа што ќе имаме еколошка ознака, значи ќе имаме подобар квалитет и гостите го перцепираат со поинакви очи, значи таа ознака. Секако во секоја соба, значи, има за гостите прашалник, дали се задоволни, значи, од работата на хотелот, значи како се селектира отпадот, каква услуга нуди хотелот, значи преку тој екопрашалник можеме да видиме како гостинот дали е задоволен од нашата услуга или не. А дали покачувањето на нивото на услугата ќе се одрази и на цената на сместувањето? Дали тоа ќе го платат евентуално гостите? Прилагодувањето ваше? Мислам дека не. Тоа секако е подобрување на нашата услуга. Цените си се исти, само ние подобруваме нашата услуга да имаме поголем број на задоволни гости. И клиентелата се зголемува во секој случај, да.